Уставот е многу јасен доколку се следи системската логика на уставните одредби и доколку се следи онаа нормална демократска логика дека изборниот победник е тој кој што го дава мандатарот за состав на влада. Изборен победник во Македонија и во сите земји не може да има двајца тројца. Изборен победник е еден. Без разлика што 2008 година нели се пропагираше изборен победник од албанскиот блок и од македонскиот блок, во основа изборен победник во држава може да биде само еден. Од тука и само еден мандатар може да ја добие должноста од страна на председателот на Република Македонија да го состави владиниот тим и да ја направи владината програма врз основа на која што ќе се тера идната работа на владата. Од тука сите други логики, шпекулации или некакви други местенки кои што ги слушаме во јавноста се политички волунтаризам кој може да не излече од системот, од она што е зацртано во уставот и да влеземе во разноразни политички комбинаторики кои ќе ја изместат изборната волја на мнозинството граѓани во Република Македонија и од каде што нормално ќе се следи логичното прашање зошто воопшто организираме избори. Чуму ни се избори, доколку секој може на вештачки начин, по разноразни политички кулуарски кругови, да се формира некакво вештачко владено мнозинство или парламентарно мнозинство и врз основа на тоа да го бара мандатот за состав на влада. Оттаму, системската логика е многу едноставна и затоа е така и прецизно утврдена во Уставот. Тоа што го има мнозинството во собранието, или таа партија, односно коалиција на партии, во овој случај имаме коалиција за подобра Македонија, го добива мандатот за состав на влада од председателот на државата и тој е должен во рок од 20 дена да направи се да се состави владата. Доколку не може во рок од 20 дена да направи ништо во таа смисла да се договори, го враќа мандатот за состав на влада до председателот на државата, кој овој повторно треба да го додели мандатот на истиот мандатар, се со цел да се добие на време, да се политички преговара, да се разговара по пат на диалог, преговарање, внатрешно договарање и така натаму, да се направи државата да има влада. Секоја друга опција која што гледаме дека е нели актуелна во државава со цел опозицијата да се наметне врз институциите на системот и да ја добие власта е противуставно прашање кое што нема да може долго време да се задржи такво какво што е, затоа што е спротивно на уставот, затоа што не може да ја следи, како што реков, основната логика на уставот и на системот кој што е поставен во Република Македонија. Значи практично сега само еден мандатар може да имаме во сите комбинатории. Значи имаме еден мандатар затоа што имаме еден изборен победник. Немаме дополнителен мандатар, немаме резервен мандатар, барем таков не е предвиден во уставот. Уставната норма упатува на само еден изборен победник и на само еден изборен мандатар. Се друго кое што посебно во праксата ни се покажа како погрешно во 1992 година кога Киро Глигоров го даде мандатот за состав на влада на Бранко Црвенковски покрај тоа што не беше изборен победник, упатува на противуставно решение кое што излегува од форматот и од содржината на уставната норма. Уставната норма е вака прецизирана. Ако сакаме поинаку да биде прецизирана, треба тоа да го напишеме во уставот и оттаму да биде облигаторно, односно задолжително за сите политички субјекти во државата.